Благодарам на денешното присуство на оваа редовна пресконференција. Целта, како што веќе напомена колешката Даниела, можете да заклучите дека сакавме со оваа пресконференција денеска да ви информираме за последното анкетно истражување кое што го спроведе Стопанската комора на Македонија, а е поврзано со состојбите во стопанството, односно прашањата со повратот на ДДВ, на платата на побарувањата и оценката во поглед на ликвидноста кај компаниите. Како што знаете, и претходно во неколку наврати ве информиравме во поглед на истражувањата кои ги спроведуваше комората. Едното анкетно истражување беше спроведено во месец април, за конкретно на месец мај да спроведеме уште едно анкетно истражување со цел да ги презентираме укажувањата на компаниите во поглед на проблемите со кои тие се соочуваат во нивното тековно работење. И тогаш, од овие истражувања, генерално можеше да се заклучи дека проблемите во сите актуелни случувања во земјата, значи проблемите на внатрешен план, но секако и неповолните фактори од непосредното наше и поблиско обкружување, беа дополнителна причина за влошени состојби во стопанството. Затоа не можеме да конкретизираме и да поентираме дека само кризата која се провлече подолг временски период, дека е единствената причина за ваквите резултати. Меѓутоа, компаниите потенцираат дека и во вакви услови е отежното нивното работење и дека само повеќе овие проблеми се потенцираат и дека уште повеќе се зголемува нивната тежина. Ова посебно се однесуваше во однос на констатациите за оценките за ликвидноста на компаниите, каде беше наведено дека 45% од страна на компаниите дека ликвидноста е нарушена. При тоа компаниите посочуваа дека во комуникација и соработка со странските партнери со кои што имаат редовни деловни односи, има укажување во услови на криза дека сме биле оценети како ризично подрачје и како резултат на тоа беше оневозможено нормално одвивање на соработката со странските партнери со кои што веќе нашите компании имаа континуирана соработка, а исто така беше доведено во прашање и воспоставувањето на нови облици на соработка со странски партнери со кои што нашите компании беа во тек на преговори за идни деловни односи. Затоа во текот на месец август спроведовме и трето анкетно истражување за да ги детектираме моменталните состојби во стопанството. И во ова анкетно истражување одговор добивме од приближно 800 компании од различни стопански сектори. Во поглед на со направената анализа од ова истражување, во поглед на прашањето за повратот на ДДВ, приближно 97% од компаниите укажуваат дека не се соочуваат со некои поголеми потешкоти по овој основ. Имено, во самото анкетно истражување од нивна страна е наведено дека задоцнувањето на повратот на ДДВ се движи во прилика од 1 до 3 месеци, што согласно нивните укажувања во самото истражување е некоја прифатлива динамика. Единствено, оние компании кои имаат поднесено барање по основ на поврат на ДДВ, а кога станува збор за поголеми износи на месечно ниво, дека чувствуваат проблеми во поглед на ликвидноста и неможноста, значи, тие средства што веќе ги имаат испланирано да може да ги користат за друга намена, дали во текот на производниот процес или во поглед на користење на тие средства за сервисирање на други обврски кои што ги имаат по други основи. Кога станува збор за прашањето поврзано со наплатата на побарувањата, оценката и во ова трето истражување кое го направивме е скоро идентична со оние претходни истражувања,
односно, отприлика никаде над 40% повторно од компаниите алармираат дека имаат проблеми со наплатата на побарувањата и дека тие се со далеку подолги рокови од обврската за плаќање. Воедно, како резултат на тоа, компаниите во истражувањето потенцираат дека ова е позабележливо кога станува збор за потреба на наплата на побарување од јавниот сектор. Иако се дефинирани рокови на 30-60 дена, истите дека се пролонгираат и во самото истражување компаниите наведуваат дека на овој начин не се почитуваат одредбите од Законот за финансиска дисциплина и затоа алармираат, бидејќи на тој начин нивната ликвидност и нивното тековно нормално работење и функционирање се доведува во прашање. Воедно, во овој дел, во однос на наплатата на побарувањата, компаниите наведуваат и еден друг момент, а тоа е во услови кога не можат навремено да си ги наплатат побарувањата и да ги сервисираат своите обврски кон други клиенти со кои соработуваат, се приморани да земаат и нови кредити од комерцијалните банки, што значи дека тие се повторно обременети со дополнителни трошоци и загуби во работењето, кое претходно не било вметнато во нивните планови за работа и како резултат на тоа ликвидноста повторно е нарушена. Она што досега не се споменуваше во претходните две истражувања, меѓутоа кое што исто така е доста прецизирано во повеќе примери во ова последно истражување, е проблемите кои што ги имаат компаниите во поглед на наплата на побарувањата кога имаат правосилно донесени пресуди за наплата на побарувања од причина што согласно членот 211 од Законот за извршување, сега веќе во новиот Закон за извршување, тоа е членот 218, председателот на судот, на чие подречје се спроведува извршувањето, има право да одлучи кои предмети и права се неопходни за вршење на дејноста на должникот. Тоа значи дека во пракса постојат бројни случаи каде што се носат решенија дека сите подвижни права и сите парични средства кои се наоѓаат на сметките на носителите на платен промет се определуваат како неопходни за вршење на дејноста и задачите на должникот. А тоа во превод значи дека на тој начин компаниите се целосно оневозможени да си ги наплатат своите побарувања. Во врска со овој проблем, Стопанската комора на Македонија во неколку наврати имаше соодветни ургенции и реакции во насока на тоа да се најде соодветно решение и да се постигне една рамноправност помеѓу субјектите, на тој начин што беше од страна на комората даден и конкретен предлог, да се уреди дека за сите права и предмети во смисла на членот сега 218 од Законот за извршување не се сметаат паричните средства кои се наоѓаат на сметка кај носителите на платен промет и дека од овие средства може да се спроведува извршување без никакво ограничување. Воедно морам да напоменам дека и на овие укажувања од страна на комората досега не се превземени никакви чекори, односно се уште актуелниот сега член 218 од Законот за извршување е уреден на ист начин како што беше претходното решение. Затоа сметаме, бидејќи новиот Закон за извршување се донесе во април месец оваа година, требаше да стапи на сила од 20 август, меѓутоа неговата примена е пролонгирана од 1 јануари 2017 година, затоа сметаме дека сега повторно е момент
да уште еднаш укажеме на потребата согласно барањата на бизнис заедницата и согласно подобрување на состојбите околу наплатата на побарувањата, дека ова решение ќе треба да се промени до крајот на годината пред законот да стапи на сила.